Ликовни дела кои се карактеризираат со буквална секојдневност и обичност на представувањето на сцените со задолжителна дискретна поента во постоечките елементи на драматика, сатира, дидактика, па се до вклучување на романтизам и сентименталност. Жанр сцена го опфаќа човекот како фокус во неговото обкружување. За овој интересен наслов, всушност се кријат интересни секвенции од животот на ликовните уметници и треба да го објасниме. Да, темата ми беше буквално предизвик и ја истражував подолго време, што значи насоките ми беа претежно од нашата колекција, значи од депоата на Национална галерија, и истражувајќи открив дека има навистина многу што да се покаже од конкретнава тема, значи жанр сцена во уметноста, и во сликарството, значи и во скулптурата, покажува нешто секојдневно, значи нешто што ни го одбележува животот, тие значајни мигови, но и на несекојдневен начин. Останува тоа доживување од самите уметници, што сакав јас да ги пренесам преку оваа изложба. Затоа што е шаренолика, значи имаме автори и од нашите македонски простори, но и пошироко од регионот. Всушност, кога се мисли на жанр, тогаш значи дека одредено уметничко дело треба да го ставиме во одредена рамка уметничка, во одреден, во случајов, ликовен правец. Какви се жанрови имало во сликарството на 80 ликовни уметници, всушност 80 ликовни дела, 50 на уметници се представени на изложбата. Да, тоа е многу интересно. Значи, жанр сцена може да вклучува се. Значи, од сите елементи што не го обележуваат животот. Тука имаме и црковна тематика, значи религиозно, имаме буквално селски мотив, така беше поделено на изложбата, на самата поставка. Значи, имаме дела од секојдневието на селаните, например, па потоа се пренесува темата и во градот, значи доста градски мотиви и буквално инспирација од таа тема имаме насекаде. Всушност, еден широк распон временски вклучува ова изложба. Ни го представува, да кажеме, минатото, времето поминува и тече се до денешницата и какви се случувања може да се прочитаат од тој временски распон? Значи, може, буквално така убаво кажавте, тоа е едно и поминато време, но може да значи и за сегашноста. Предизвике, например, некои теми се врзани стриктно за селскиот живот од минатото, збориме крајот на 19 век, почеток на 20 век. Имаме доста сцени со работа на поле, значи со појадок во поле, имаме тој тип на тематско сликарство, додека во градските мотиви може да се забележи се, значи представа и на свадби, на социјални настани, друштво, фамилија, значи работи во семејството што не радуваат. И сакав тој момент да го прикажам, дека уметниците и тогаш давале значење на се она што ги обкружува и било како инспирација во нивните дела, дека тоа трае и до ден денес, затоа што со овој развој на нашата уметност имаме и помлади генерации на автори кои што се селектирани за оваа тема. Богато е депото на Националната галерија на Македонија и всушност кога се црпат идеи од депо, што е најголем предизвик? Па, лично мене ми е предизвик и да ги видам делата, што само дигитално можеме да ги гледаме, затоа што се во нашите депоа, кои што се повеќе на број, и посебно сакам да прикажам дела што до сега јавноста не можела да ги види. И тоа е интересен момент и кога ги правиме изложбите, гледаме да има и нешто така ексклузивно, што со години не било прикажано или па никогаш не било прикажано. Тука имаме доста нови дела од откупите што беа организирани и што се сега во собственост на Националната галерија. Всушност, кога станува збор за депо, тоа значи дека таму постојат автори и дела кои што се од посебна важност за, во случајов,
македонската ликовна уметност и оттргнувајќи ги некои и од заборавот, овие изложби се навистина, да кажеме, еден скапоцен камен во круната на Националната галерија, заради тоа што нурнувањето во депото значи нурнување во историјата на македонската ликовна уметност. Да, така е. Значи, тоа ми беше и поидовна точка, но сакав и да покажам како нашата уметност се развива, дека имаме и нови надежни ликовни творци, кои што работат и се дел од нашата колекција во Националната галерија. Така да ова изложба може да ви покаже и доста стари дела, кои што се со голема вредност, но и дела од понови автори. Во секој случај, изложба која што ни кажува дека на почвата на Македонија пред се има автори достојни за почит. Барем она што сте успеале вие да ставите во оваа поставка. Да, затоа и напомнувам дека е селекција, затоа што имаше уште многу повеќе дела што можеа да се прикажат, но во оваа прилика одбравме само толку, а некои од делата, жанр сцени, може да се видат и во постојаната поставка, што е сместена во Даут Пашиниот Амам. Значи, тоа не завршува тука само со таа една изложба, туку жанр сцените ни се вклучени во самата поставка. Всушност, ова е можеби и најомилената тема на сите уметници, заради тоа што сликајќи го секојдневието, тие се сликале себе си. Да, така е. И мислам дека може и секој да се пронајде, дека е интересно, например, и за младите генерации, кога ги учиме или кога го работиме тој едукативен дел, може да се пронајдат во овие слики. Може да најдат нешто сродно со сегашноста. Изложбата Жанр сцени од колекцијата на Националната галерија е во Мала Станица и ќе трае до 10 октомври.